Месец јануари е месец за сумирање на резултатите од работењето во претходната година од надлежностите на подрачната канцеларија на Народниот правобранител. Актуелните настани со вклучување на децата околу прославата на божитните празници за Народниот правобранител не се туги, но во подрачната канцеларија во Штип нема представка за повреда на детските права. За сите представки околу повреда на детските права ќе се одлучува во Централната канцеларија во Скопје. Во подрачната канцеларија на Народниот правобранител во Штип не е поднесена представка по однос на прекршување на правата на децата или нивна злоупотреба во тие бадникови поворки кои што беа актуелни во минатиот период. Меѓутоа, и доколку беше поднесена таква представка, ќе отстапевме на работа во главната канцеларија на Народниот правобранител, бидејќи таа област, детски права, повреда на детските права, како и дискриминацијата и тортура и свирепо и нечовечко постапување со граѓаните, се работат исклучиво во централата на Народниот правобранител. Така да, мислам дека Народниот правобранител по однос на тоа прашање има веќе заземено став и за таа работа ќе се произнесе самата централа на Народниот правобранител. За минатата година карактеристично за подрачната канцеларија на Народниот правобранител во Штип е тоа што представките кои биле поднесени се во областа на правосудството. Секако, повеќето од представките се однесуваат и за работењето на извршителите. Најголем број на представки од страна на граѓаните по однос на областа правосудство, која што така е заведена во нашиот систем, во кои што области спаѓаат како незадоволство од донесените судски одлуки, незадоволство донесени јавно обвинителски одлуки, одолжување на постапка во првостепена, второстепена, третостепена кривична и граѓанска постапка во судовите, одолжување на постапка по поднесени кривични пријави во јавните обвинителства, како во основните, така и во вишето јавно обвинителство, кои што спаѓаат во надлежност на подрачната канцеларија на Народниот правобранител во Штип. Меѓутоа, тука спаѓаат и представките по однос на работењето на лицата со јавни овластувања, како нотари, адвокати и извршители. И во текот на 2017 година имавме доста представки за постапувањето на извршителите по однос на блокирањето на трансакционите сметки на самите граѓани. Во некои случаеви имаше повторно блокирање на трансакциони сметки каде што единствен прилив на средства се парични средства од социјална помош, детски додаток, издршка, кои што парични средства согласно законот за извршување неколку пати веќе имам повторено се иземено и до извршување, меѓутоа самите извршителите тоа не го знаат, немаат увид во трансакционите сметки на граѓаните. Ѓорѓоновска-Маневска нагласува дека извештајот за работењето на подрачната канцеларија на Народниот правобранител за минатата година секако опфаќа и работа на предмети кои се поврзани со радиодифузната такса, со казнено-поправните домови, како и локалната самоуправа околу легализација на земјиштето.